Дали ВМРО се раздвојува од ДПМН? Поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков во отворено писмо до лидерот на опозицијската партија Христијан Мицкоски му поставува повеќе од 30 прашања, но ниту еднаш не го користи целосниот назив на партијата ВМРО ДПМН. Мијалков јавно го повикува Мицкоски да извади докази за тврдењата дека подкупувал пратеници и подготвувал пуч. Поранешниот шеф на тајната полиција вели дека Мицкоски сакал да се смени името, но да не преземе одговорност за тоа. Дали ти интимно посакуваше да се смени името, а при тоа виното да се фрли врз прогонетите братеници, а потоа да излезеш чист од целата ситуација, среќен дека друг ти го решил и тргнал проблемот со името и си ја понел вината со себе. Мијалков го обвини актуелниот лидер на опозицијата за неорганизирање протести за спас на притворените од случајот 27 април. Напише и дека левица имала повеќе храброст да иницира протести и праша: "Каде беше ти, Христијане? Засрами се, Христијан, засрами се. Те гледам и тебе и некои други чавчиња од раководството и партијата и се подсетувам на онаа народната. Секоја чавка сонува да се испогани на главата на орелот кога ќе го види паднат. Ме видовте силно нападнат од СДСМ, па тргнавте со лаги и интегри против мене да се го поправате нискиот рейтинг и доверба." Мијалков во отвореното писмо се обидува да докаже дека е поголем ВМРО-вец од кадрите кои сега партијата ги форсира во јавноста, како Александар Николовски кој обелодени дека Мијалков е во криминална коалиција со Заеви. "Јас сум во ВМРО уште кога некој од вас беа во пелени, како на пример Александар, кој го пуштивте да ви е гласноговорник и кој деновиве ќе добие од мене тужба за клевета и навреда, па најпрвен со него ќе се видиме на суд." Поранешниот шеф на УБК со писмото прави преседан во јавноста, бидејќи досега тој не застанал пред камерите, а имаше репутација на човек во сенка. Еден ТВ се обиде да побара коментари од лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, но тој не одговори на нашите повици.